Нормално ни будно ја следиме цела ситуација. Доцнат како Министерство за образование и наука во делот на давањето на инструкции, во делот на поставувањето на критериуми за одржување на образовниот систем и во основното и во средното образование. Меѓутоа, тоа доцнење, јас би го аргументирал и би го кажал како неусогласеност во делот пред се што немаме актуелна влада, немаме активни случувања, меѓутоа тоа не смее да биде предмет за образовниот систем да нема квалитетна и добра настава. По однос на она што го спомна и советникот Трендафилов, и мојот личен став е дека треба да се оде физички на училиште и да се обезбедат соодветни мерки и дистанци за учениците и во делот на дезинфекција, пошто да не бидеме глуви и слепи на некој начин, сите тие ученици, без разлика дали се од основно или од средно образование, после својата настава и за викенди и во вечерните часови се дружат комплетно заедно во другари, како што и ние сме имале едно другарство и тие го имат сето тоа. Тука го занемаруваме фактот на општата култура и фактот на менталното здравје на самите ученици. Онлайн наставата може да се постави на платформа, да се обезбедат компјутери, да се обезбеде интернет и нема да ги занемариме, да ги оставиме дел од учениците да ги немаат тие услови. Меѓутоа, менталното здравјето и општата култура на учениците ние и на нашата генерација која што треба идна да не замени и да не прати, мислам дека ќе биде на многу ниско ниво и во многу грешка насоки, пошто учењето од дома и учењето онлайн има своји негативни последици, поготово на нашите идни генерации и дечиња, каде што очекуваме најмногу од нив. Тука го заборавивме фактот да го спомниме, поради немањето на став и немањето на функционалност во делот на образованието, ова нека биде како критика до сите оние просветни работници кои што исполнуваат услови за пензија, а продолжуваат по однос на пензионирање. Тоа е клашно злоупотребување, според мене, на еден систем, на една институција, а од друга страна се трудиме младите наши кадри кои што имаат завршено соодветно образование, соодветни јазици, соодветна култура да ги вработиме. Никогаш нема да ја постигнеме целата. Секога слушнаа дека ќе биде онлайн наставата, дека не мора да оди на школа секој ден, дека не мора да се мачи со 20-30 ученици. Дали знаете и дали го поставувате прашањето на повозрастните колку му е тешко таа онлайн настава како просветни работници? Дали знаете дека има злоупотреби каде што онлайн наставата од дома до сега ја вршел некој друг, не ја вршел наставникот? И како би го проверил тоа сето ти? Или јас, или било кој? Така да има многу точки кои што треба да се разгледат. По однос на програмите кои што треба да ги направат директорите, секторот за образование во општина Кавадарци, градоначалник совет да донесе одлука, мислам дека не сме спремни во моментот, пошто ја сега читав вест, дека средношколците на ниво држава се на протест и протестираат пред Министерството за образование и се примени од моменталната влада, не знам на кој ниво се примени, за разговарање и усогласување во делот на наставата. Никаква логика според мене нема од прво до трето деление да се оде физичко присуство, а другите да вршат онлайн настава. И со тоа што знаеме дека сега носиме одлука, следна точка ви одлука за давање на согласност на средно училиште за паралелка со помалку ученици од минималниот број. Така да мислам дека треба да има логичност во цело тоа што го работи. Ако можеме ние како општина и како совет, заедно со директорите, да дадеме наш план и програма за целокупното работење, јас еве уште денеска, нека биде во официјален повик до директорите, нормално ќе се добијат покана, понеделник, после 13 часот, ќе закажеме состанок во општина Кавадарци, заедно со Комисијата за образование, ќе покануваме и други советници кои може да присуствуваат во големата сала, да ги согледаме сите наши можности и потреби и да донесеме наш став во делот на образовниот систем кој што или па предлог став кој што можеме да го дадеме до Министерството за образование. Да, нормално дека не е исто како да се учи во Бегниште, во Сопот, во Марина, во Кавадарци. Меѓутоа,
Јас просто бев изненаден кога дознав дека во Дреново имаме 120 деца. Ние немаме во цело Габер училиште во Кавадаци повеќе 150 деца. Во Страшо Пинџур имаме 90. Така да тие училишта воопшто не се занемарливи. Воопшто не се со мал обем на работа и не се во мал карактер на однесување во образовниот систем. Во делот на грејењето кое што го предвидивме за наредната година да го инвестираме, односно за оваа година да го проектираме, исто бев изненаден кога ги посетив училиштата во Марена, во Бегниште, во Дреново, во 21 век, кај што зборуваме за екологија, за пософистициран начин на грејење. Во секоја училница имавме класично чумбе на грејење со дрвја. А тоа е Марена, Бегниште и Дреново. Па не заслужуваат тие деца да се греат на чумбе и на некој начин да бидат дискриминирани од сегашните услови кои што ги имаме. Таму во тие школи предвидовме средства да направиме централно грејење, односно парно грејење, и предвидовме тоа парно грејење да биде на пелети и на дрва комбинирано. Нормално ќе користиме по еколошката мерка, тоа се пелети, а крајната цел за екологија ќе ја постигнеме кога нашата држава ќе ни овозможи гасификацијата да стигне до општина Кавадаци. Општина Кавадаци е спремна да почне со гасификација. Проектот изведбен, освоен проект, инфраструктурски се работи во завршна фаза, така да мислам дека кога стигне гасификацијата, дека ќе земеме чекор на делот на гасификација прво на јавните институции, на образовниот систем, на медицинските институции, на општите болници, кај ќе покаже еден пример за екологија. Образовниот систем, директорите сите имаат направено анализа во делот на колку ученици имаат компјутер, колку немаат, колку има можности и сите тие работи, меѓутоа тука треба да имаме начини за проверливост. Што е начинот за проверливост? Значи не можеме ние да се ослониме на кажување од една страна дали некој има компјутер или нема. Што правиме ако дигнат сите раки и речат немаме компјутер? Како ќе го обезбедиме тоа? Или па него му даде, мене не ми даде. Значи мораме да направиме критериуми и начини како да функционира целокупниот систем. Во делот на буџетот кој ќе го планираме за основните и средните образование, ние предвидуваме како да имаме нормална година за учење, каде што сега нашите директори мора да ги пуштат тендерите за превоз на ученици. Со клаузула, доколку не се врши превозот и нема настава физичка, дека нема да имаат реперкусии по делот на плаќање на пенали. Ако државата или Министерството за образование после 20 дена донесе одлука и рече физички ќе се одржува раставата редовна, нас ни треба 60 дена за тендер. Така да има многу работи кои што треба да ги пегламе заеднички, набавката на огревен материјал, да го набавиме, да не го набавиме. Ние мора да распишеме тендер, да имаме договор, а да набавуваме така како што имаме потреби. Господин Наташа спомна стварно многу логична работа. Што правиме ако треба 40 училници или кабинети да ги загрееме само за поеден човек, односно само за наставниот кадар. А училницата е од 60 метри квадратни, а треба да грееме само за еден професор од кој што треба да врши настава таму. Тоа за мене е комплетно неоправдано. Меѓутоа мораме да најдеме начин да видиме како тоа сето ќе го исцелокупиме. Понеделник после 13 часот ќе направиме заеднички состанок. Ќе ги видиме наставките до понеделник и од Министерството за образование и наука и од владата нормално и ќе си донесеме наши ставови, препораки и критериуми по кои што може да работиме. Во делот на инвестициите на спортските сали, како што спомна и Ташо, дека во гимназијата има балетска сала, а во Страшо Пинџур нема сала за физичко образование. Да, точно. Меѓутоа, ние како советници и јас како градоначалник успеавме да пуштиме у функција веќе почнатата сала кога дојдовме во Тоде Криштефов и таму немаше сала. Се изгради. За жал, Министерството за образование и наука овие последни 2,5 години не обезбеди средства за доградба на уште една сала, а ставена е во програма, тоа е салата во основното училиште Страшо Пинџур, каде што ние донесовме детален план, има АУП, има градежна дозвола и чекаме средствата, а за училиштето во село Ватоша веќе АУП-то и детален план е донесен. Е во Министерство, планот за изработка на таа сала би требало да го тендерираме околу месец ноември-декември. Балетска сала во гимназијата има, можеби, и пред мене и пред многу генерации.
затоа што наставниот кадар, а и учениците кои што учат во гимназијата имаат и предмети по балет и по сите работи. А тажа ако ставиме балетска сала кај нас во нашето училиште средно стручно, мислам дека нема кој да играе балет. Така да секој училиште ќе се прави план и програма врз основа на нивните потреби и соодветните кадри, нормално и насокти кои што ги има по програма. Ама за тоа па ние во нашето средно училиште ЕМУЦ имаме работилница по механика, имаме работилница по електроника, имаме работилница по електротехнички материјали. Така да секој училиште треба да си ги има соодветните услови и простори според насоките во кое што е определено училиште. Гимназијата знаеме дека е општа гимназија со повеќе сектори, а другите две средни училишта кои што е благодети ги поседуваме во Кавалата се стручни средни училишта каде што ете имаме и деца од страна кои што доаѓаат да учат. Ќе се потрудиме максимално да образовниот систем не ни кахира и нашите деца да не го изгубат основното, а основното е основна елементарна култура. Знаете, со самото појавување физички на школа од прво до девето, макар и средно, и со самото станување кога влегува наставниот кадар и со самото поздравување, за мене елементарната култура е постигната. А од дома, со интернет, мислам дека тоа сето ќе го изгубиме и ќе се доведеме во ситуација кога ќе имаме лоша генерација на идни генерации кои што треба да предворат и во општинско ниво, меѓутоа и на државно ниво. Во делот исто би се задржал нормално на точката на образование. Нема да промашиме, било како да се одлучи одржувањето на наставата, имаме доволно капацитет. Како имаме доволно капацитет, општина Кавадаци има IT сектор со 4 луѓе кои што функционираат. И у јавните предпријатија имаме инженери IT. Имаме во средното училиште ЕМУЦ луѓе кои што си ја знаат таа проблематика, така да во делот на инсталирањето и правењето на платформите и купувањето или докупување на опрема, воопшто нема да ни биде проблем. Ќе најдеме начин, ако треба, ќе имаме и воредна седница и ќе донесеме одлука да тоа се спроведе на максимално ниво. Меѓутоа, сепак, многу е битна суштината, до кога, до која граница и до каде ќе одиме со оваа пандемија и воопшто дали ли се исправни насоките во кои се ние движиме, а децата си го тераат, како што рекол народски, си го тераат своето, тие се дружат и излегуваат и тука ниту еден родител не може да влие максимално на своите деца, пошто социјалниот аспект мора да постои. Социјалниот аспект е тој кој што ги надоградува луѓето. Не сум социолог јас да тоа го разлагам, меѓутоа физичкото видување и углед е многу поголем него било што. Благодарам. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.